За денес одбрав новозаветна тема, апостолска тема, нешто што се случи близко после Воскресението. И мислам дека точно еден месец е денес од Велига. Така некако му да е, без 2 дена, мислам, така нешто беше. Така да пак можеме да го потребиме поздравот, нели, Христос воскресе. Бидејќи Христос не воскресна само пред, нели, да го прославиме тогаш пред месец дена, туку тој поздрав го веруваме и го живееме, нели, не е само празник. И ќе проговорам денес за вознесувањето Христово, што се случи после неговото воскресение, односно за големото пратеништво или големото послание. И големото пратеништво е аманет оставен од Исус Христос, тогаш на апостолите, оние што беа најблизо круг околу него, но и од генерација на генерација до нас. Денес, кои што сме живи сведоци за Исус Христос, кои што сведочиме за него, кои што го пренесуваме Божиот збор, го пренесуваме Евангелието и веруваме во таа порака, во радосната вест. Да секој ден поверува во Исус Христос, да добие вечен живот и да имаме едно вечно заедништво со Христос на небесата. И тој аманет, тоа големо пратеништво што Исус Христос го остави на неговите ученици, во 3 Евангелија, нели, е спомнато, ама ќе се задржам на Евангелие според Матеј, 28 глава, од 16 до 20 стих. Исус им се јавува на своите ученици и вели: а 11 ученици отидоа во Галилеја, на гората каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видоа, му се поклонија, а некои се посомневаа. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. И учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал, и ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Нешто слично и Марко и Лука пишуваат од друга гледна точка. Меѓутоа, Матеј некако го долува најцелосниот контекст, бидејќи Исус им навестува 2 глави порано, ако читаме 26 глава, ќе се сретнеме, им вели, учениците во Галилеја. И еве тука вели 16 стих: отиде во Галилеја, во гората каде што им беше заповедал дека ќе имате на таква средба после воскресението на негово. Но она што мене ми остава впечаток, нели, покрај тоа што многу цркви, многу христијански организации го взимаат овој стих како водилка, како мисија, како упатство за цел во службата, за цел на црквата, и ова е, нели, цел на црквата додека овде на земјата, да може да го проповеда Божјото слово, да поучува, да крштева и од сите народи да правиме ученици. Меѓутоа, од човечка гледна точка, ова е, нели, што Исус Христос Господ го кажува. И со секаков авторитет и власт, како што вели, ми се даде секаква власт и на небото и на земјата, ова да ви го предаде. Но од човечка гледна точка сакам да го погледнеме овој текст. Јасно ни е, нели, што бара Господ. Јасно ни е што кажува, јасно ни е што се очекува од нас, јасно ни е дека првата црква, оние што беа таму околу него, требаше го продолжат она што го правеа заедно со Исус, меѓутоа оставени се сами. Исто како што беа оставени кога Исус Христос го заколува на крстот, кога умре. И таму, вели, беа збунети. Што е сега со нашиот Господ? Го распна, умре. И што правиме сега ние? Нели, воскресна и сега се вознесува. И повторно истата дилема, што ќе правиме сега ние? И тука вели 17 стих, вели учениците: па штом го видоа, му се поклонија, вели, а некои се посомневаа. Еве таа човечка гледна точка што и присутни кај нас ден денес. Кога и да
се сретнеме на одредени моменти со Исус Христос, имаме сомнеш во одредени работи. Кога и да одиме на евангелизација, имаме сомнеш во одредени работи. Па што ако ме одбијат таму кај што зборам? Па што ако трактат кој ќе им дам ќе го фрлат? Што ако не ја примат радосната вест? Како јас ќе се чувствувам? Како јас ќе се осеќам? И ред други работи кои што стварно тоа вистина. Секој еден од нас го поминал тоа. Секој еден во нашиот живот имал некаков си сомнеш. Без разлика на што. Не мора само да е во евангелизација. Дури во молитва. Господ ако не одговара молитва, имаме сомнеш. Си викаме, па што е сега проблемот? Ние сме луѓе што сакаме инстант, брзо. Денес се молам, утре да го добијам тоа. Но ова е човекова карактеристика, сомнежот. Се посомневаа, вели. А зошто се посомневаа? Кога Исус Христос воскреснат се појави пред нив, го видоа. Кога имаат повторно средба, му се поклонија, вели Матеј. Се вознесува, значи нешто величествено. Христос, што сите чуда ги направи околу нив, што умре и воскресна, што првичниот сомнеш може би бил реален, но воскреснува им се појавува. Зошто пак сомнеш? Зошто се сомневаат? Во што да се сомневаат? Дали ќе ги кара, дали нешто ќе им кажува? Во што е тој сомнеш? И ова ме потсетува на илустрација, може би сте ја чуле, може би не, со баш за тоа сомнеш. Во едно градче мало, во си имало една убава црква, и верниците си оделе, нели, таму на богослужение, и им било убаво, си имале мир, спокој, тивко, мало градче, си доаѓале таму, си општеле еден со друг и си живееле еден мирен живот. Но после извесен период, до самата црквичка, човекот го продал имотот, дошол друг собственик, изградил кафана до црквата. Преку ден музика, вечер музика, и тоа некако им го уништило спокојот на верниците. Не го уживале мирот. И сега што да прават? И решиле да се соберат на специјална молитва, Господ да затвори оваа кафана. И си се собирали и почнали да се молат. Ревносно, редовно. И еден од верниците таму во својата молитва рекол, па Господи, дај невреме гром да удри, да ја запали оваа кафана до нас, да го уживаме ние спокојот со Тебе кој што го имаме. И верували ли не, после некој период, невреме фаќа, удира гром, кафаната пепел. Собственикот на кафаната разбрал дека овие луѓе тука се молеле за гром и отишол да ги тужи. И на суд отишол, кажал што има, вика, криви за кафаната што изгоре се луѓе во црквата, затоа што дознав дека се молеле да удри гром и тоа е причина Господ казни баш поради нивните молитви. И судијава ги вика верниците, нели, треба да донесе одлука сега кој е крив, кој е прав. И им вика, собствеников на кафанава кажува дека тоа што кафаната се запалила е поради вашите молитви кои што сте се собирале тука се молите за ова. А не, вика, ние не се молевме така, ние си се молевме на Господа, ама не се молевме, нели, во тој контекст да вакво. Ние сега не можеме, ние му заповедаме на Бог да прати гром и да удри кафана. И судијава ги собира ти околу него што треба да одлучат. Вика, имаме еден деликатен случај, вика сега. Имаме човек кој што не е верник, верува, вика, во молитвата дека Бог ќе ја удри кафанава. Од друга страна имаме, вика, верници кои што се собираат на молитва, кои што не веруваат, вика, дека Бог може да прати гром и да удри кафанава. И тоа ме потсеќа баш на оваа илустрација. Сомнеш, неверство, неверие, во смисол не му веруваат, се посомневаа во Бога, дека тој е тука пред нив, дека се вознесе. И така и во нашиот живот. Се молиме, но во одредени работи не веруваме зашто се молиме. Се молиме колку се помолиме. И баш е таа илустрација
точно. И баш и апостолите, учениците, во еден миг, може би не знаеа што барат овде. Зошто Исус се среќава со нив. Меѓутоа, тоа што дава мотив, тоа што дава спокој, тоа што дава надеж и упатство е во наредните стихови, каде што Исус вели кога се приближи, 18 стих, проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Повторно докажува кој е тој. Суверен Бог од почетокот до крајот, Алфа и Омега. И Бог е тој кој што се приближува во нивните животи, Исус Христос. Исус Христос е тој кој што се приближува и во нашите животи. Секој пат кога ќе се посомневаме, секој пат кога ќе направиме грешка, престап, Бог ни ја пружа раката и доаѓа кон нас. Ние сме тие кои што се отргаме, ние сме тие кои што се сомневаме. Исус Христос се приближи, вели. Зошто имаше потреба да се приближи? Бидејќи тој прв не засака, бидејќи тој прв не возлюби, бидејќи тој прв ги возлюби учениците и ги повика. И проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Тука го трга сомнежот во овие негови зборови. Било каков страв, било каков сомнеж, ми се даде сета власт на небото и на земјата. Нема друг помоќен, нема друго што може да го отргне. Туку Христос ја дава таа власт. И тука во наредните стихови го дава на упатство, на мисија, црквата што треба да исполни, верниците, без страв, без сомнеж, да сме сигурни во Христовото име. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и на Светиот Дух. Тука и суштината на пораката на големото пратеништво. Бидејќи големото пратеништво може да биде и маска, дека тоа е задача на црквата како институција, меѓутоа тоа е задача на секој еден верник. Тоа е задача на секој еден кој што верува во неговото свето име. Не е задача само на пасторот, не е задача само на проповедникот, не е задача само на оној кој што е вклучен во евангелизаторска служба. Ова е упатство и задача на секој еден верник кој што поверувал во светото име Христово. Таму каде што си, таму каде што сме, да почнеме од таму да правиме Христови ученици, комши, пријатели, колеги. И опсегот е голем, затоа што нема лимит, ако го читаме, ако го анализираме овој стих. Нема лимит, затоа што вели од сите народи. Не дава една таргет група, не дава една нација. Туку вели од сите народи направете мои ученици. Познатиот мисионер Хадсон Тейлор, кој што 51 година го има посветено животот во Кина, и можеби на почеток не видел некој голем плод, но бил верен на Бога. Со неговото семејство живееле таму, дури помагал и во превод на Библијата на кинески јазик. Тој изјавил: големото пратеништво не е опција која што треба јас да ја разгледам, туку тоа е заповед што треба да се почитува. Чи не е опција што ја треба да ја прочитам тука и да речам да, треба да се оди да се прави. Ќе испратиме луѓе од црквата, ќе одат, они ќе евангелизираат, ќе поделат трактати. Ја ќе се молам за нив тоа добро да пројде. Не. Активно земање и разбирање на големото пратеништво. Одете и од сите народи направете ученици. И тука дава неколку работи кои што се сакраменти на црквата, едно од нив е крштевањето. Нели тоа го правиме како еден чин, како манифестација јавно, како црква каде што крштаваме ново името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Го потенцира Исус Христос тука светото тројство, бидејќи е дел
од Светото Тројство, како Синот, во исто време и Бог, но им го дава и Светиот Дух понатака како утешител, како оној кој што ќе биде со нив. И нели не е завршено големото пратеништво тука со овие упатства кои што ги дава. Одете од сите народи, направете мои ученици и крштевајте ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Тука тек почнува. Вели и учете ги да пазат се што сум ви заповедал. Може би ова е најтешкиот дел во големото пратеништво. Може би лесно е, нели лесно. Не е лесно, но може би ќе поверува некој, ќе посведочиме, ќе го прифати Исус Христос за свој спасител, ќе се крсти. Но тука веќе доаѓа растежот. Тука доаѓа во која насока ќе отиде, дали ќе остане на она што е базично, или ќе допушти верникот Господ да работи во неговиот живот, да расте, да го трансформира, се со цел да му служи повеќе на Бога. И ова учејки е еден вид вложување во таа личност. Вложување во таа личност која што го прифатила Христос. Еве да се сетиме, седете се колку луѓе вложувале во нашиот живот. Кога сме биле на почетокот на верата, колку луѓе се молеле за нас, колку луѓе инвестирале во нас, не поддржувале во одредени работи. Па дури кога ќе сме погрешеле, биле тука до нас да не се обесхрабриме. И тоа се е во оној концепт на учење, на помагање. Секој еден од нас имал Павле, апостол Павле во животот. И ние треба да имаме Тимотеј во нашиот живот. Ако гледаме оној библиски концепт, оно што го предаваме на наредни генерации. И така се искуствува тоа, да речеме, учеништво, кое што Исус Христос им го дава на учениците да го имаат тоа учеништво, нели зборот учеништво ностоп го слушаме, но што всушност е тоа, нели? Многу сега во наредниве генерации, бидејќи сум во полновремена служба, го вртат терминот како менторство ќе имаме сега, нели, што е добро, нели? Но менторството може да остане само на физичко изградување. Нели, да се во одредена област да можеш да се развиеш, да ти биде некој ментор. Учеништвото е малце поголем аспект од ментор. Ментор е добро човек да има, нели? Менторот всушност е и поискусен човек кој што не насочува во одредена област, но учеништвото не зафаќа само одреден сегмент, туку и духовен сегмент на растеж. И затоа се нарекува учеништво, кај што потекнува од овие стихови, учејќи ги, каде што е дел од големото пратеништво, каде што секој еден од нас треба да инвестира во ова, во учеништво, бидејќи Бог ја даде наградата на небото. Не е тоа трка или надпреварка зашто ќе се надпреваруваме ние кој повеќе ученици има. Туку тоа е голема работа, привилегија и одговорност да некој го водиме во верата. Да го учиме. Да може тој да донесува други до Христос. И славата не ја зимаме, нели, ние, или не ја зима апостолите во првиот век. Славата ја зима Христос, бидејќи небеско ангели на небесата се слават и се радуваат кога еден човек ќе го предаде срцето на Исус Христос, кога ќе започне еден процес во живот со Христос. И Христос вели во последниот стих: и ете, вели, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Уште еднаш дава зборови да нема сомнеш. Уште еднаш дава зборови на сигурност. Ако во претходните стихови вели ми се даде секаква власт на небото и на земјата, една сигурност, овде вели јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Ја надополнува таа сигурност дека
освен тоа што му се дава власт и ги дава овие зборови, вели, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. И нема поголема сигурност од ова, да знаеме дека оној кој не спасил, кој што сме поверувале, е со нас до свршетокот на светот. Па што и да бидне во светот, сведоци сме во овие последни години што све се случи. Многу луѓе, многу верници го поставија тоа прашање дали живееме веќе во последните денови сега што се случува. И да и не. Живееме, бидејќи се опишани некои работи во Светото Слово. Но ако читаме во Божјото Слово, во истата оваа книга, Матеј, 24 глава, каде што Исус Христос кажува што ќе се случи во последните времиња, што се ќе има. И таму вели во средината на стихот, Божјото Слово ќе се проповеда. Без разлика што и да се случува околу нас. Без разлика дали ќе има војни, ќе слушате вели за војни, ќе слушате за глад, ќе слушате каде што љубовта ќе олади, ќе слушате брат против брат ќе се кренат. Но Божјото Слово ќе се проповеда до крајот, до свршетокот на светот. И нешто тука што и го остава како аманет вели, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Без разлика што и да се случи. Имавме нели пандемија, војна. Не знаеме што друго не очекува. Но ова е сигурноста. Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Не може ништо да ве помести. Не може ништо да не помести од Божјата љубов. Од Божјата љубов ништо не може да не помести, бидејќи тоа е оно што се држиме цврсто. Тоа е темелот на нашата вера. Да се вратиме на големото пратеништво. Одете и научете ги сите народи, крштевајте ги во името на Отецот и Синот и на Светиот Дух. Исус Христос дава упатство да се прават ученици за Неговото име, но не им кажува како. Тука нигде не вели како да правиме ученици. Не кажува одредени методи, не кажува одете таму, па чукнете, па ќе ви отворат, па вака ќе кажете, или направете вака и вака, па така ќе кажете. Туку тоа го остава на нас. Ние да ги искористиме тие методи, ние да ги искористиме тие ресурси што ги имаме. Бидејќи сме креативни битија. Бог не создал уникатни, не создал креативни, да може тој капацитет да го искористиме за него. И тука е убавината на црквата. Зборам за црква како верници кои што го сочинуваме Христовото тело, кој што секој ден од нас треба да е вклучен во мисија. И јас сакам да го охрабрам да размислуваме на начин на тоа што не значи дека човек ако е во полновремена мисиска служба, дека треба да евангелизира или дека треба да прави служба. Може би тој што е во полновремена мисиска служба, повеќе може да се вклучи, но не и тој кој што не е во полновремена, кој што работи, да речеме, секуларна работа. Службата е служба бидејќи го љубиме Бога. И служба може да се прави насекаде. Не треба да чекаме ние да дојде некој мисионер и да ни каже, слушај, трактати и вака ќе правиме. Тоа е добро, нели, да се има некој систем на евангелизација, но секој еден кој што поверува, секој еден кој што го има Христос во срцето е спремен за служба. Затоа што секој еден го искусил Исус Христос на свој начин. Во оваа просторија секој еден го искусил Исус на уникатен начин. Во различна сезона од животот, во различна возраст. И тоа е убавината каде што ние треба да го правиме. Затоа што оние што се околу нас може би поминуваат на сличен начин. И големото пратеништво е во тоа што тука има слобода да можеме да го проповедаме Евангелието, да можеме да споделиме радосната вест, која што има сила за спасение. И Исус Христос, гледате која слобода ја дава на учениците.
ги дава упатствата, но не им вели како тоа да го изведат. Туку остава, бидејќи тој се вознесува, работата треба да ја продолжат апостолите во тоа време, нели, каде што е пишано Евангелието на Матеј, да можат на свој начин она се што го прими и што го видо и што го живеа со Исус Христос, да може да го споделат, да може да прават ученици, да може да стават црквата на здрави темели. И тоа треба и ние да го правиме. Како тело Христово. И може би сме поделени во смисол на локација и во зграда, но не сме поделени во однос на оно што го веруваме. Бидејќи сите ние, без разлика дали овде, во Кисела Вода, в друга црква, зборам за како зграда, може би локацијата не поделува, но секој еден од нас е во дел од глобалната црква, дел од Христовата невеста која што очекуваме по второто Христово доаѓање Исус Христос да дојде и да не земе. Но прашањето е дали оние кои што се дружат, оние кои што не го познаваат Христос, дали нив ќе ги земе? Дали они ќе бидат дел од оно што Исус Христос го приготвува на небесата? Каде што вели апостолот Павле, што око не видело, што уво не чуло, што на човека на срце не му дошло, тоа Бог го има приготвено за оние кои што го љубат. И тоа треба да го живееме, тоа треба да го, оно што го веруваме, да го живееме и да го пренесеме на наредни генерации. Одговорноста ни оставена на нас, бидејќи нема друг кој што може би ќе се погоди да каже на таа личност. Приликата може да биде шансата една. И прашањето е како ќе искористиме. Дали како учениците кои што имаат дел сомнеш и ние во одреден дел од животот, или ќе пристапиме смело и со вера, па без разлика што ја се случи, да знаеме дека Исус Христос е со нас до свршетокот на светот. И големото пратеништво е еден голем и сигурен темел на црквата. Без големото пратеништво, јас верувам дека не може да има црква. Тоа ќе биде само локал, клуб. Клуб каде што луѓе се собираат, може би духовно ќе се изградат и си одат. Може би ќе има и други сакраменти, нели, причест, заедништво, славење, но што е со оние кои што се надвор, кои што не се дел од тој клуб во наводници? Дали ние ги лимитираме луѓето, кој смее да влезе во клубот, кој не смее да влезе? Исус Христос вели, од сите народи направете мои ученици. И тука е убавината во нашата вера во која што имаме во Христос. За сите народи, вели. Може би е тешко, нели, на одредена група да се сведочи. Имаме браќи и сестри кои што се затварани поради Христовото име, кои што сведочат. Но знаеме која е крајната цел. Знаеме дека наградата доаѓа од Бога, знаеме дека Христос ќе не награди за она што сме го правеле на земјата. Ние треба да останеме верни, треба да останеме цврсти до крај, да можеме да го исполнуваме големото пратеништво, да му веруваме на Бога во она што го правиме, да го исползуваме времето, бидејќи времето и дните се зли и не знаеме што не чека утре. Еве, може би гледаме на пандемијата која што беше 2,5 години пред нас, каде што ни позатвори дома, каде што верувавме, односно мислевме дека црквата може би ќе изгуби онаа сила која што имаше, дека онлайн, друго е во живо, како сега ќе се евангелизира, немаш контакт со луѓе. Може би ние од наша гледна точка гледавме така. Но може би Бог од своја гледна точка гледаше подругачи. Затоа што некоја статистика вели дека во оние затварања кои што беа повеќе луѓе го слушнаа Евангелијата, отколку физички кај што бевме присутни. Тука се тие различни работи кои што ние ги гледаме како луѓе и Бог како гледа на големата слика. Ние може би се велиме се испозатвори све, како ќе течат службите, снимање, не снимање. Но еве кај нас во црква повеќе луѓе
кои што теравме онлайн, пишува, пратете ни книги, пратете ни пораки да слушаме, кога имате служби, сакаме да се вклучиме. А никој пат тоа не било во нашиот сегмент. Никој пат не сме размислувале на таков начин, така да досегнеме луѓе. Но Бог гледа од друга страна. Ја гледа поголемата слика. И затоа со право Исус Христос вели: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајте ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. И учејќи да пазат се што сум ви заповедал, и ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Нашата стратегија може да биде од наша гледна точка, каде што луѓе направиле стратегија да досегнат други луѓе. И тоа е добро. Но Бог гледа со друга стратегија. Тој го љуби човекот. Нема предрасуди. Тој прв не засака нас. Господ е наша единствена и последна надеж, бидејќи ние сме негова прва љубов. И тој така ја гледа црквата, како прва љубов. Црквата сме ние, Христовото тело, кое што ќе дојде да си ја земе од овој свет. Бидејќи не припаѓаме на овој свет. Сме тука, но не припаѓаме. Тука сме со одредена задача. Како ќе искористиме таа задача, зависи од нас. Колку ќе се посветиме на таа задача, зависи од нас. Колку ќе видиме успех во таа задача, не зависи од нас, зависи од Господ. Бидејќи Господ дава плод. Само Господ може да спаси човечка душа. Ние треба да сме инструмент во Божите раце, кој што ќе одиме смело и ќе кажеме за Христос и за Евангелието, но ние не можеме да направиме човек да поверува. Ја немаме таа сила. Не ни е дадена нас таа власт. Ни на небото, ни на земјата. Таа власт има само Исус Христос, троединиот Бог. И да немаме сомнеш во тоа. Да немаме сомнеш дека и разочарување дека сведочиме со одредена личност, збориме, не прифаќа, сме разочарани, зошто не прифаќа и ред други работи. Ние не можеме да го спасиме човекот. Ние можеме само да кажеме, само да го говориме и да го практикуваме и да споделуваме оно што ние го веруваме. Има една дефиниција за евангелизација, вика преземање на акција преку силата на Светиот Дух, но оставањето на резултатите на Бог. И таа дефиниција ми е така доста вржена во глава, дека тоа всушност така е. Ние презимаме иницијатива да отидеме и да кажеме за Бога преку силата на Светиот Дух, но ги оставаме резултатите на Бога. Бидејќи Бог знае кој ќе биде во вечноста со Него. Тука полека ќе завршам. Сакам да биде ова едно охрабрување како локална црква, нели, заедно сме дел од Христовата црква, но локално служиме на различни локации и различна стратегија може би правиме, но крајната цел е таа. Но да биде охрабрување без разлика каде и да си, без разлика дали си во полновремена служба, мисија или не си. Еднаков си во очите на Бога. Еднаков си бидејќи Бог ти довери луѓе. Ние сме човечки битија, и сме социјални битија со обкружување. Секој еден од нас има група на луѓе, каде што делува, функционира, може би има влијание, може би нема влијание, но сме во тоа обкружување. Потенцијалот кој што го имаме, треба да го искористиме, бидејќи може би нема да има втора шанса. Да бидеме послушни на Бога, да се молиме за оние луѓе кои што сведочиме, кои што работиме со нив, кои што имаме учеништво, Бог да ни дава мудрост да можеме и оние кои што ги подучуваме, да и они подучуваат други, за да може да видиме наредни генерации кои што ќе довршуваат мисијата која што Исус Христос ни оставил нас во ова време, во ова ера. Господ нека не благослови, Господ нека не чува, нека тргне било каков сомнеш, да му останеме верни, да сведочиме
да се наштимаме прво со него пред, да сведочиме на други, бидејќи ако сами не сме доволно наштимани, малце потешко ќе оди со другите, така да Господ да не води, да не благослови. Ние како локална црква ќе се молиме за вас, вие молете се за нас, па се надевам дека во иднина ќе направиме пак заедничка служба, па заедно ќе може да евангелизираме и сето тоа му е богоугодно на Бога. Оно што го гледа, што се случува тука. Ќе се помолам за крај и тука ќе завршиме со проповедта. Господи Боже, Татко наш, доаѓаме пред Тебе, Господи, и Ти благодариме за овој ден, Ти благодариме за Твоето свето слово. Ти благодариме за тоа што Ти си ни оставил аманат, си ни оставил служба, да вршиме за Твоја слава, да проповедаме Твоето слово, да правиме ученици од сите народи. Која привилегија е тоа што ни ја даваш, да немаме предрасуди во нашите очи, туку за Тебе нема различности, туку Ти си го создал секој според Твоето обличие, според Твојот лик. Те молам потенцијалот кој што секој еден го има тука, да го искористи за Твоја слава, а Ти тоа ќе го наградиш. Верувам во тоа и верувам дека Ти ќе ни даваш сила, дури и кога поминуваме низ кризни и тешки моменти, дека Ти си со нас, дека Ти си семоќен Бог, суверен Бог, кој што имаш власта на небото и на земјата. Те молам цврсто се држиме од овие зборови, давај ни сила, исполнени со Твојот свет дух, шансите кои што Ти ни ги даваш да ги искористиме, тргни страв, тргни сомнеш, давај ни победи во Тебе, Господи, да се радуваме за нови души кои што се спасуваат, кои што доаѓаат до Тебе, зашто Ти го даваш вечниот живот. Ти си семоќен Бог, Ти плати на крстот за секој еден од нас. Плати со смртта, плати со жртвата, со крвта пролеана на крстот Голготски. За ние да имаме живот во Тебе. Те молам водина, те молам прослави се, те молам благослови оваа локална заедница, Господи, тука, која што врши служба за Тебе, која што е светилник тука. Давај луѓе да се придодаваат заедно да може да Те славиме и заедно да може да бидеме во вечност. Води не и Ти благослови не. Во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин.